Високата цена на газ изминативе месеци ги принуди граѓаните да бараат алтернативно затоплување. Од јавното претпријатие Куманово газ потврдуваат дека според анализите и последните цени за септември и октомври 155 и 130 денари ги принудиле кумановци, но и правните лица да се одлучат за друг енергенс. Од вкупно 27 правни и 96 приватни лица, активни останале 10 правни и 33 приватни. Анализите покажале дека поисплатливо согласно овие цени е затоплувањето на струја, огревно дрво или пелети. Сепак од претпријатието се оптимисти дека ќе се вратат дел од корисниците, бидејќи цената почнува да се намалува. Најавите се дека за ноември новата цена ќе биде околу 105 денари. Веќе се поминати на друго гориво, тоест на нафта сите основни и средни школи. Освен училиштата Браќа Миладиновци и Крстим и Сирков, бидејќи они немаат алтернативно гориво за грејење. Меѓутоа сега во разговори со Претходно беше договорено дека никој нема да користи, за разлика од 150 денари, 130 денари, а цена на нафта околу 95-100 денари. Тука се явуваше веќе голема разлика од некои 50% разлика во цена. Меѓутоа со новава цена од 105 денари веќе се изедначивме со цената на нафтата. Ако земеме во оглед дека гасот има многу поголема калорична моќ и многу почисто и поеколошки, имаме најавено дека веќе Зафир сајтот домот за стари лица ќе се врати на газ, градинките веќе се вратија на газ, оние што имаат можност, оние што немаат можност, што немаат приклучено, тие ќе продолжат со нафта. Од претпријатието нагласуваат дека со снабдувачот имаат подпишано договор во вредност од 32 милиони денари, со важност до 15 мај идната година. Нагласуваат дека ниту едно друго гориво не може да се споредува со затоплувањето со газ. Количините ги најавуваме на почетокот на секој месец, така да доволно средства имаме, со таа компарација да ако е поскапа цената, ќе има помала потрошувачка на газ. Ќе имаме средства, ако да се надеваме да падне цената на гасот, ќе имаме зголемена количина на газ што треба ние да ни го испорачат, меѓутоа со разлика на цената, така да од наша страна имаме подпишано договор, имаме обезбедено количини, и сега понатаму зависи од добавувачите дали они ќе има да ни испорачат или можеби ќе се деси нешто да не можат и они да склучат договори. До нова година имаме официјална потврда дека ќе имаме газ, од наредната ќе се разговара во наредниот период. Треба да земеме и во оглед дека ни едно друго гориво не може да загрее на газ, колку што ќе загрее газ, споредбено со неговата калорична моќ, едноставноста во употреба, енергетска ефикасност, еколошко гориво, меѓутоа сепак средствата се тие. Ретко кое семејство може во нашиот град да ги одвои овие средства како би се загревало на газ. Претпријатието активно продолжува да работи на ширење на мрежата. Целосно е завршена улицата Моша Пијаде, а наскоро се очекува да биде и улицата Сава Ковачевиќ. За пофалба градинката Пчелка во населба Гоце Делчев од денеска официјално ќе влезе во погон за загревање на газ. Основното училиште Браќа Миладиновци во поранешното школо Карпош на улица Таня Георгиевски, таа е во завршна фаза на приклучување. Имаме неколку приватни куќи и станови кои се приклучуваат, се уште немаат подпишано договор за снабдување, меѓутоа размислуваат на грејење на газ. За заинтересираните граѓани за гасификација, општината доделува субвенции во износ од 15.000 денари.